Продолжуваме со теренските активности. Денес се сретнавме со жителите од Пополжани, Брждани и Цер. Од нив можевме да слушнеме и да видиме дека тука се живее многу тешко. Тука нема основни услови за живот, нема добра инфраструктура или патиштата се комплетно руинирани, водоводите не работат, а исто така канализациона мрежа нема. Ниту во Цер, ниту во Брждани, ниту во Пополжани. Но можат да истакнаа граѓаните дека и покрај тоа се разочарани од секојдневните политики на оваа влада. Се трошат непотребно средства, се купуваат работи што не се потребни, меѓутоа за граѓаните на овој крај нема инвестиции, нема апсолутно ништо, нема нови работни места тука. Се иселуваат. Главен проблем на сите населени места од овој крај е иселувањето. Цер, едно од најголемите села во овој регион, за жал сега е многу мало. И другите населени места од овој крај на Беличка река се во многу тешка ситуација. Патната инфраструктура од село во село е од лоша по лоша. Но денес гледаме дека оваа влада која што ветуваше многу за секаде низ Македонија, која што ветуваше живот, која што ветуваше дека ќе има добра инфраструктура, денес прави еден од најкриминалните проекти, а тоа е проектот со Бехтел и Енка, кои што сакаат да злоупотребат огромен број на средства. Не можејќи да поминат преку парламентот и преку легално институциите, измислија дека со европско знаме може да ги помина законите. За жал, може да видиме денеска дека и Европската Унија им зададе силна шлаканица на властите во Македонија, укажувајќи им дека на таков начин и такви принципи не се градат европски вредности. Ова е еден само од последните скандали на оваа влада, а изминативе 6 години видовме безброј скандали, видовме безброј незавршени работи, видовме огромен криминал. Но очекувањата на граѓаните се дека оваа влада мора да одговара, а ние, како следна власт во Република Македонија, силно укажуваме дека сиот криминал во државата, корупцијата и секој оној што се огрешил и што злоупотребил народни пари, ќе одговара пред институциите на системот.